Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Сито, поучна приказна за молитва. Си било еднаш едно момче кое со денови, недели и месеци учело молитви, но во неговата глава не се задржувало ништо. Се истикувало како вода, ништо од важното не останувало. Потполно разочарано, момчето решило да престане да се моли. Во меѓувреме слушна за еден старец, голем молитвеник кој пребивал во пустина. Добро, помислило момчето, ќе го посетам мудрецот и да се обидам за последен пат да најдем одговор на прашањето како треба да се молам. Тргнало на пат, го пронашло мудрецот и го запрашало. Голем учителу, дали би сакал да ме научиш на вистинска молитва, да осетам корис од тоа? Старецот одговорил. Го гледаш ли она валкано сито онаму? Да, одговори момчето. Земи го и од реката донеси вода во него. Момчето го земало ситото, отишло 100 метра до реката и го зграбил со водата во ситото. Штом го излекло од водата, сета вода е истекла од него. Се вратило момчето кај старецот со празно сито. Кога го здогледал, старецот му рекол повторно да оди на реката и да земе вода. Така момчето одоло неколку пати. На крајот му здосадило, па го прашало старецот. Зошто ме мачиш да работам безсмислена работа, кога вода во сито не може да се носи? Старецот му одговорил. Синко мој, исто е и со молитвата. Ти навистина не донесе ни капка вода, но затоа пак ситото кое беше валкано, сега е чисто. Тебе само ти се чини дека немаш корист од молитвата и дека во тебе ништо не останува. Молитвата те прочистува, иако ти не го чувствуваш тоа, исто како водата што го чисти ситото. Свет гости су, тоа го знам, и животот тежок е, полне со грех, затоа коплеам за тој поубав свет, каде што нема бол ниту смрт. Сме спремни во овој час. И верувам, Боже мој, во Твојот збор и затоа секој час се спремам јас за тој убав дом, што ме чека во крај. За мене тоа е вечен рај. За тој убав свет, за живот
možeš i so mene razmisliti, da bideme zajedno osite dni, može biti to je tvoj od posleden čas, ne čekaj bednaš ti odluči. Za tvoj ljubav sve, za život bez veze, niz poruba Isus pas, da sme spremni govoj čas, da sme spremni govoj čas. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов "Лечете ги крајниците сега". Малиот Јован бил болен веќе неколку дена. Се вратил дома и се жалел на болки во грлото и главоболки. Никој оваа болест не ја сваќал премногу сериозно. Мислеле дека тоа е само уште една настинка. Навистина, Јован јадел многу послабо во последно време и бил малку блед. Тешко ја проголтнувал тврдата храна и од време на време бил необично нервозен и раздразлив. Меѓутоа, гушоболката не било нешто ново за Јована. И порано го болело грлото, но поминувало и немало причина да се сомнева дека сега се работи за нешто посериозно. Сите мислеле дека Јован ќе почне добро да јаде за ден или два и се разбира, брзо ќе го надокнади она што во меѓувреме било загубено. Но на Јована не му било подобро. Бил жежок, а кога татко му се вратил од работа, тој имал дури и малку грозница. Меѓутоа, уште не било ништо превземено во врска со неговата состојба. Сите се надевале на најдобро. Околу полноќ, сиромашкиот мал Јован ја разбудил целата куќа со своето лелекање. Се обидувал да биде храбар, но бил во агонија. Го мачела остра болка на левото уво и ништо од вообичаените домашни лекови не можело да ја смири таа болка. Се превртувал од едната на другата страна, обидувајќи се да си помогне самиот себе си, но секое свртување како да ја зголемувало неговата болка. Жлездите на неговиот врат биле натечени и на допир многу меки. Пулсот бил многу забрзан, имал висока температура. Јовановите родители се уплашиле. Најпрвин не мислеле да го повикаат семејниот доктор, но сега им бил итно потребен, а било 2 часот наутро. Зошто толку многу, инаку чувствителни и разборити луѓе чекаат до полноќ,
за дури тогаш да повикаат лекар. Толку многу итни медицински интервенции би можеле да се избегнат кога би се обратило внимание на време. Би имало многу помалку болка и веројатно помала опасност за пациентите. Многу добри лекари се исцрпени поради недостаток на сон и одмор. Исцрпени се бидејќи постојано ги вознемируваат со ноќни повици кои можеле да бидат извршени во текот на денот. Кога и да можете, мудро е да се обратите кај својот доктор во текот на денот. Сиромашкиот Јован веќе бил многу болен кога дошол лекарот. Имал висока температура и забрзан пулс и лежел така неподвишен и слаб, лелекајки од болка. Со брз преглед лекарот заклучил дека неговата лева опна била натечена и само што не прснала. Тоа било причина за неговата акутна болка. Крениците биле многу црвени и натечени, а исто така и целата внатрешност од неговата уста била црвена и многу болна. Му било многу тешко да голта дури и вода. Жлездите на вратот биле зголемени и меки на допир. Срцето брзо отчукувало и тој гласно стенкал што укажувало на сериозен проблем со еден од главните канали. Проценувајќи ја брзо ситуацијата, докторот заклучил дека Јован мора итно да се префрли во болница. Веднаш повикале амбулантна кола. Наскоро Јован се нашол опкружен со медицински сестри и медицински работници. Му го отвориле ушното тапанче и му го исчистиле под дејство на локален анестетик и наскоро болката почнала да се повлекува. Му дале различни инекции, лекови за да ја смират инфекцијата и да ја намалат болката. Во болницата му било посветено внимание и добил најдобра можна нега. Секој ден доаѓал докторот во посета, давајќи јасни упатства за неговиот понатамошен третман. Докторот бил доста загрижен за срцето на Јован. Јован заздравувал некако многу споро. Силната инфекција ги оштетила и бубрезите на Јован. Секој ден внимателно ја прегледувале неговата урина за да видат колку албумини излачува. Кога се смирила акутната инфекција, докторот ги оперирал и крениците на Јован за да овозможи побрзо заздравување. Меѓутоа, заздравувањето течело многу споро. Поминале седмици пред Јован да може повторно да се врати на школо. Добил малку во тежина, но бил слаб и морал поголемиот дел од денот да го помине во кревет. Докторот често доаѓал да го посети и секогаш внимателно го прегледувал неговото срце. Тој бил многу загрижен за тоа што главниот срцев залисток бил оштетен од оваа инфекција. Од време на време, Јован би чувствувал болки во зглобовите и мускулите на рацете и нозете. Мајката мислела дека тоа се болки кои треба да му се припишат на растот, меѓутоа Јован пател од ревматска грозница. Неа ја предизвикала хроничната гушоболка и сега срцето на Јован било оштетено и тој никогаш повеќе нема да биде истото момче. После неколку долги исцрпувачки месеци, Јован се вратил на училиште, но не и на сите оние поранешни активности во кои уживал. Сега постојано се наоѓал под будното око на својот лекар. Морал да се пази и да ја чува својата сила. Постојано морал да оди кај лекарот и во случај на најмала настинка и при најмалото навестување за гушоболка. Јовановото срце било силно и во добра состојба, освен тој главен залисток. Бидејќи бил оштетен, тој повеќе не се отворал и не се затворал како што би требало. Наместо тоа, делумно го блокирал протокот на крвта, додека таа протекувала од белите дробови до срцето. Бидејќи залистокот не се затворал во потполност во одредено време, дел од крвта сега одела во погрешна насока. Тоа сега малку ја отежнувала работата на срцето, за да ја надокнади силата што ја вложува во додатната работа. Срцевиот мускул сега станал подебел и посилен, но тоа се уште не го решил проблемот на главниот залисток кој се уште не функционирал правилно. Наместо да биде тенок и еластичен, срцевиот залисток сега бил здебелен и крут. Јован останал инвалид затоа што микробите кои еднаш живееле во неговите крајници и во носот
сега успеале да се вгнездат и во малиот залисток од неговото срце. Со години подоцна, еден познат кардиолог извршил операција врз срцето на Јован и го ослободил од оштетениот залисток. Тоа го олеснило животот на Јован, но колку би било помудро да се обратило поголемо внимание на инфицираните крајници и би се избегнала сета онаа неволја. Хроничните воспаленија на грлото можат да го заслабат целото тело и целиот организам и да го направат подложни на други болести како што се шарлах, дифтерија и дури и туберкулоза. Хроничните воспаленија на грлото обично водат до инфекции на синусот и до други болести како што се и инфекции на средното уво. Мнозина го загубиле слухот како последица од хроничните воспаленија на грлото и на крениците. Денес има стотина глуви луѓе во светот кои би можеле да слушаат кога навремено би се поставила вистинска диагноза и кога би добиле соодветен третман уште како деца. Хроничните воспаленија на грлото понекогаш се одговорни и за сериозни оболувања на мозокот. Бактериите кои предизвикуваат менингитис изгледа дека лесно наоѓаат влез во телото преку хронично болно грло. Воспаление на грлото може да доведе и до артритис, кога зглобовите стануваат отечени или црвени поради отровите што ги создава оваа бактерија од грлото. Многу отрови можат во телото да предизвикаат други болести, како што се алергии и разни други кожни болести од кои многу тешко се лечат. Инфекцијата на грлото може да ја предизвика и брајтовата болест или нефритис, а тоа е болест која сериозно ги оштетува бубрезите, а последицата од таквото оштетување е нарушување на химиската рамнотежа во телото, што во подоснежните години од животот може да доведе до повишен крвен притисок. Меѓутоа, секогаш најголеми оштетувања доживува срцето. Затоа не го занемарувајте воспалението на грлото. Тоа може да доведе до проблеми не само на вас, туку на сите околу вас. Епидемиите од стрептокока инфекции често се шират во пренаселените области. Бактериите се пренесуваат со кашлање, кивање и плукање. Мнозина кои не чувствуваат никакви симптоми, можат бактериите да им ги пренесат на другите. Таткото, например, може да заработи бактерија на работа и да ја пренесе дома на некој од домашните. Децата често пренесуваат инфекции од едно на друго во училиштата. Мајки, ако вашето дете има воспалено грло или му тече носот, не е добро да го испратите на училиште и да дозволите тоа да ги инфицира останатите деца. Многу е подобро да се погрижите за него дома и да побарате соодветен медицински совет. Колку подолго трае инфекцијата, толку е поголема опасноста за целото тело. Постојат многу начини како да се лечи воспалено грло. Сите тие начини можат да се применат дома. Целта на овие едноставни методи е да се спречи ширењето на болеста во вашето семејство и меѓу вашите пријатели. Пред се легнете во кревет и мирувајте се додека не се смири инфекцијата и додека не ви биде подобро. Тоа ќе ви помогне побрзо да заздравите, а на тој начин ќе спречите инфекцијата да се прошири и на други. Ставете топли облоги на грлото. Ова е многу старомоден, но многу корисен начин на лечење на заболеното грло и на инфекциите на грлото. Во повеќето случаи прави чуда ако се применува неколку дена. Еве што треба да се направи. Свиткајте ја платнената крпа или едно поголемо марамче, така да биде широко околу 9 см, а околу 36 см долго. Потоа натопете ја и замотајте ја околу грлото. Потоа завиткајте ја со некој фланелски или волнен материјал. Оставете ја да стои така од 8 до 12 часа и по стапката повторете ја онолку пати колку што е потребно. Оваа едноставна топла компресија е од големо значење во лечењето болести, како што е воспаление на грлото, зарипнатост, тонзилитис или воспаление на крениците, ларингитис и воспаление на грлото. Примената на оваа едноставна топла компресија може да им помогне на многу деца и да спречи отстранување на нивните крајници.
Inhalacija со пареа е уште еден начин на лекување на инфекции кај носот и инфекции и на грлото. Постојат голем број корисни инхалатори кои можат денес да се набават на пазарот. Повеќето од нив се загреваат на електрична струја. Ако таков инхалатор не ви е на располагање, можете да загреете лонец со вода се додека не почне да врие. Потоа додајте лажичка од еукалиптусово масло или ментол или камфор. Покријте ја главата со пешкир или со нешто слично и вдишувајте ја оваа пареа неколку минути, но внимавајте да не ја оштетите деликатната слузна мембрана на носот. Оваа топла пареа ќе донесе олеснување на воспалените синуси, а исто така и на респираторните канали на носот, грлото и белите дробови. Земајте течности во изобилство и овошни сокови. Тоа ќе го зголеми вашиот крвоток, а витаминот С од овошјето ќе помогне заболените ткива побрзо да се залечат. Ако е потребно, земете и некој благ лаксатив, но овошната диета ќе го направи се она што е потребно. Обратете се до лекарот ако грлото не се исчистило за пократко време. Ако вашите крајници се навистина во лоша состојба, тој може би ви предложил да ги отстраните откако акутната состојба се смири. Добро е да се побара компетентен медицински совет. Не си игрете со вашето здравје во никој случај. Тоа важи за оние кои веќе имаат крајници и за оние на кои крајниците веќе им се отстранети. Иако може би ние не сме свесни, често во своето грло носиме опасни бактерии. Болките и воспалението кои се јавуваат се природен начин да не опоменат на опасноста која представува за нас, но и околу нас. Ако сакате да бидете силни и здрави, добро е веднаш да почнете со лечење на своите крајници. Секој ден одмаки лишене су, животот е потежок од се. Сепак знам со мене оди Исус, немам страв од утрешниот ден. Сега знам тој каде ќе ме води, знам и патот колку тесен е. Секој гол тој поднослив го прави, се до оној славен ден. Секој ден е поблизу до мене, тато тој го познава до крај. Мојот товар сега стана лесен, тој ми помага, јас не сум сам. Сега сигурно до крај ќе стигнам, ќе ме води Исус секој миг. Безбеден сум кога тој ме има, тој ми дава вечен мир. Прогонство и беда кога дојда, чувај ме и тогаш Боже мој. Сиот живот верен да ти бидам, сакам секогаш да бидам твој. Ти ме тешиш тогаш кога страдам, за мене го даде синот свој. Со тебе во вечноста да бидам, да го гледам ликот
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, то те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежта. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.